Здраво на сите, добре дојдовте во петтата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Емоциите и чувствата се составен дел од нашите животи. Сите ние различно реагираме на одредени животни промени и животни ситуации. Во сите тие животни промени потребно е цврсто да стоиме на своите нозе и да не се изгубиме себе си. Но често пати на сите ни се случува за момент да избегаме и да не сме сигурни во себе, да не се сакаме и цениме онолку колку што е потребно. Во таквите моменти губиме целосен фокус на она што е навистина важно, а тоа е да се чувствуваме добро во својата кожа. Па, така сите наши несигурности ги проектираме на секаде и тие влијаат врз сите наши животни процеси и врз сите наши животни одлуки. Токму на оваа тема ќе зборувам во денешната епизода, но пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да споделам една многу убава вест со вас, која што е поврзана со грижата за нашето ментално здравје. Од денес официјално ја започнуваме и нашата соработка со онлайн платформата Разговор МК. Сите наши гледачи од денеска ќе можат да користат код за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата на вашите мобилни уреди и при резервацијата да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода и навистина многу се радувам на оваа соработка и се надевам долго ќе ни потрае. А моја денешна гостинка е лиценцираниот психолог Ангела Богдановска, со неја ќе зборуваме за самодовербата како клучен фактор во нашите животи. Ангела, здраво, добре дојде во новата сезона, како си? Здраво, Симона, добра сум. Мило ми е што денеска ќе зборуваме на една толку важна тема која што верувам дека сите сакаме да ја имаме и да ја поседуваме, самодовербата. Пред да почнеме подетално да зборуваме за самодовербата, дали може да ни објасниш накратко што е самодоверба? Самодоверба или јас би кажала самовреднување е тоа колку се вреднуваме себе си, колку се сакаме себе си, колку се цениме и се почитуваме, односно колку сме свесни за своите можности и потенцијали кои што ги имаме. Самодовербата ни создава едно чувство на емоционална сигурност, која што ни дава верба дека ќе истраеме во нешто, ќе успееме, ќе надминеме некоја препрека, ќе решиме некој проблем или ќе се адаптираме во некоја нова настаната ситуација. Често пати се мешаат поимите самодоверба и самопочит, па тука би кажала дека самопочит е колку се почитуваме себе си, колку се сакаме себе си на некаков начин и овие ни помагаат за овие две, самодоверба и самопочит, и помагаат на личноста да може да биде сигурна во своите способности и потенцијали. Кога веќе спомнавме и самопочит, дали може да ни кажеш што може да направиме за да го зајакнеме чувството на самопочит? Потребно е да имаме една целосна објективна слика за себе си, односно за она кое што можеме, она кое што не можеме, она кое што сакаме, не сакаме, знаеме и не знаеме. И сето тоа да најдеме начин, тоа е некаков процес во кој што треба да го прифатиме сето тоа и да го ставиме акцентот на нашите силни страни и на тој начин ќе ја зајакнеме нашата самопочит и нашата самодоверба. А сега сакам да се навратиме на самодовербата. Дали може да направиме една разлика помеѓу личност која што има висока самодоверба и личност која што има ниска самодоверба? Да, личност која што има ниска самодоверба многу често не знае да каже не, ретко поставува лични граници, односно дозволува тие да се преминат. Многу често седи во својата комфорт зона и е исплашена да излезе од низа, бидејќи сето тоа што е надворе ново и непознато. Многу често се затвара во себе и не комуницира со другите или пак се преиспитува што ќе каже, како ќе каже и слично. И оние кои што имаат помала самодоверба, најчесто тоа им делува на сите сфери од нивниот живот, дали на работно место, дали на училиште и така натака. За разлика од лицата кои што поседува висока самодоверба, тие се објективни, свесни, отворени за комуникација, учат од своите грешки и не ги гледаат тие како нешто кое што не можат да го решат или нешто кое што ќе им застане на патот и тука ќе останат.
Што може да предизвика ниска самодоверба? Кои фактори влијаат на намалување на самодовербата? Има многу фактори кои што влијаат. Едниот најглавниот фактор кој што е и најбитен е стилот на родителство кој што детето го има, особено во првите 3 години од животот. Понатака некаде се доформува до адолесценцијата, кога стануваме малку посвесни за себе и си поставуваме прашања за тоа кои сме, што сме. Потоа голема улога има средината, односно училиштето, луѓето со кои што комуницираме. Еве често може да се случи исто така и булингот кој што сега е актуелен и кој што го гледаме, исто има голема улога, и можеби некои наши трауми кои што сме ги доживеале и кои што оставиле некоја трага таква. Колку одредени карактерни особини може да се поврзани, дали една личност ќе има висока или ниска самодоверба? Имаат голема улога исто така карактерните особини, односно некако се поврзуваат со самодовербата, и има разлика во луѓе кои што се малку поодговорни, поодлучни, за разлика од спротивното, и тие малку повеќе им е полесно на некој начин да можат полесно да ја добијат таа самодоверба или да ја стекнат во текот на животот. И пак ќе кажам дека некако сите овие работи се поврзани, едно без друго не може. Да, тука би сакала и навиките да ги спомнам. Дали имаат влијание тие врз нашето секојдневие, односно како ние ќе се однесуваме, дали ќе имаме висока или ниска самодоверба? Да, имаат голема врска, бидејќи често кога ќе влеземе во некоја навика, многу ни е тешко да ја искорениме. Например, постојано имам навика, например, да мислам постојано негативно, и ми е тешко да мислам дека постои друга страна, односно позитивната страна на она кое што не на она кое што не го можам, туку на она кое што го можам. И многу често се случува клиентите кои што ќе дојдат на разговор да имаат потешкотија да го променат тоа мислење, и токму тие навики им сметаат во тоа. Затоа треба да се оди малку чекор по чекор, затоа што така како што ги стакнуваме навиките, така можеме и да ги промениме. Треба чекор по чекор да работиме за да стигнеме до она кое што го сакаме, односно да ја смениме таа навика со некоја подобра навика која што ќе има подобар ефект која што ќе даде подобар ефект на самодовербата. Тука се сетив на импостер синдром. Дали може би тоа е тивок убиец на самодовербата? Да, сето она кое што било што може да делува на нас како личности и да ни ја намали самодовербата. Знаеме дека мотивацијата е многу битна во остварувањето на нашите животни цели и во организирањето на нашите секојдневни активности, па дали има поврзаност меѓу самодовербата и мотивацијата? Дали поголема самодоверба значи и поголема мотивација? Да, јас тука би кажала дека самодовербата, мотивацијата и амбицијата може да кажеме дека ни се едно свето тројство кои што се многу битни кај една личност. Не велам дека ако ги имаме овие дека нема да не идеме на препреки или на нешто кое што ќе не уназади, но е многу битно затоа што со помош на мотивацијата ќе се решиме нешто да направиме. Односно мотивацијата е првиот чекор кој потоа не носи до самодовербата. Да направам, да сакам да направам нешто за да стигнам потоа до тоа да се чувствувам добро дека сум го направила, сум го завршила. Значи никако едно без друго не можат да функционираат. Да, заеднички се многу битни да ги имаме и да ги поседуваме. Спомнавме малку за детството, односно дека процесот на самодоверба почнува на некој начин од тогаш. Дали има конкретен период кај еден човек кога почнува процесот на градење на самодоверба? Многу се битни првите 3 години од кај детето, особено бидејќи тогаш децата се го имаат најголемиот развој и развиток и се како сунгери, и многу е битно како се однесуваат родителите со нив. Доколку детето се наоѓа во средина каде што постојано е критикувано, каде што постојано е обесхрабрувано, каде што не му се дозволува да направи нешто, каде што постојано му се вели немој да го правиш тоа, не знаеш како и слично. Во тој случај понатака ќе биде многу потешко тоа дете да работи на таа самодоверба, бидејќи децата се ги добиваат пораките, односно ги сваќаат пораките многу различно од возрастните. Тоа не знае дека мама денеска имала тежок ден на работа, па поради тоа не ми дозволува да направам нешто, туку го сваќа како дека јас не сум доволно добар, не ме сака и слично.
Затоа е многу битно родителите да им дозволат на децата да пробуваат, да грешат, да повторуваат, да ги поттикнуваат да го прават сето тоа и да бидат тука како некој кој што постојано ќе им дава поддршка за да можат да ја градат таа самодоверба уште од најрано детство бидејќи е многу важна. И тогаш се гради. Да, и во тој период нели знаат да се случат и позитивни и негативни работи во животот на едно дете. Какво влијание имаат позитивните, а какво негативните дејствија кои што се случуваат во животот на едно дете? Позитивните се позитивни подкрепувачи, го мотивираат детето. Детето во тој случај има поддршка, може да дозволено му е да сгреши, да проба, за разлика од оние негативни кои што некако го уназадуваат, односно се плашам да пробам бидејќи може некој да ме искара за тоа. Или може би има свој потенцијали и способности, но доколку е постојано критикувано, може да ги потисне во себе и никогаш да не ги развие, бидејќи средината во која што расте не му го дозволува тоа. Да, спомнавме и за булинг и за жал сведоци сме во последно време дека бројките многу растат и дека се повеќе деца се жртви на булинг. Дали децата кои биле жртви на булинг понатаму би можеле да се соочат со ниска самодоверба? Може да се соочат, но исто така е многу битно дека самодовербата се гради и се руши, се менува од дек на ден, од месец на месец и така натака. Не е нешто кое што ни е константно, не е нешто со кое што се раѓаме, па не можеме да го промениме. Значи само е многу битно да работиме на самодовербата доколку имаме некоја ситуација која што оставила некаква траума или некаква трага, да ја фатиме веднаш во наводници за да можеме потоа, односно да ја превенираме за да не остави подолготрајни последици кои што понатака малку повеќе време ќе треба за да се решат. Како да се зголеми самодовербата кај овие деца? Многу е битно да се зборуваат овие деца, да не го потиснуваат и да не го собираат тоа во себе, да ги искажуваат своите емоции, бидејќи на собраните емоции потоа го раѓаат стравот, срамот и така натака кои што придонесуваат исто за ниска самодоверба, да имаат поддршка, односно да на некој да можат да се потпрат, да кажат, да имаат доверба на кого можат тоа да го кажат, и постојано да бидат во комуникација со надлежните, со возрастните, за да може полесно да се, ако треба да се вклучи стручно лице, односно психолог, за да може да го надминат овој предизвик. А што се случува во главата, би рекла, на децата кои што вршат булинг, односно дали тие може би имаат ниска самодоверба, па тоа е некоја главна причина поради која што тие извршуваат булинг врз други деца? Да, најчесто се случува дека кога јас се чувствувам дека нешто не можам или чувствувам дека некој е повеќе од мене, како да сакам да го повредам на некаков начин, бидејќи јас се чувствувам повредено и тоа го правам преку булингот. Така да има голема улога тоа како се чувствува тоа дете за да го направи, односно секогаш позади таа активност има некоја скриена емоција која што е потисната и која што не е видена од страна на родителите, од страна на училиштето или од средината во која што расте тоа дете. Колку е важно да се поседува самодоверба како вештина во нашите животи? Многу е важно, бидејќи самодовербата влијае на сите сегменти од нашиот живот. Доколку ја немаме, може да имаме проблем во било која сфера. Може да седиме на работно место кое што не го сакаме, може да сме дел од токсична врска која што исто така може да не назадува, па доколку ја имаме самодовербата, во тој случај не би си дозволиле да се чувствуваме или да седиме некаде каде што не сакаме, така да е многу битна, затоа што самодовербата ни дозволува да ја видиме реалната слика и да видиме колку можеме, односно колку сакаме да сме таму каде што сме. Дали може би луѓето со ниска самодоверба често си ги преиспитуваат и нивните одлуки? Да, често си се преиспитуваат, постојано ги вртат истите прашања во глава, постојано им се истите мисли, дали ќе успеам, дали тоа ќе го направам, дали тоа го можам, па потоа доаѓа тука стравот, не можам да го направам тоа, ќе седам тука каде што сум, ми е страв да пробам и тоа е таа комфорт зона која што ја градат на некаков начин, каде што има безбедно место, но исто така и место кое што од една страна не сакаат да го напуштат, но од друга страна е место кое што не ги исполнува.
Дали ниската самодоверба може да биде причинител за појава на некој анксиозно или депресивно нарушување? Може, да, поврзани се и се стравот кој што се јавува, мислите кои што постојано се повторуваат, се заеднички за анксиозноста и намалената самодоверба. Која секојдневна активност би можела да ни ја зголеми или да ни ја намали самодовербата? Добро е да може да вежбаме, на пример, бидејќи тука се лачи ендорфин кој што го зголемува чувството на задоволство и на среќа. Можеме да пишуваме дневник, можеме да запишуваме на крајот на денот за што можеме да бидеме благодарни или кои се нашите мали победи кои што денес сме ги направиле, бидејќи многу често се случува да не го ставаме акцентот на ситниците кои што секојдневно се случуваат и ги правиме и да мислиме дека воопшто ништо не правиме или дека воопшто не сме мрднале од тука каде што сме. Добро е да ги ставиме на маса, јас би кажала, нашите добри страни, нашите негативни страни, да видиме каде можеме, што можеме да се повикаме на нашите претходни искуства, да се повикаме на нешто кое што претходно сме биле успешни и сме го направиле, а тоа да ни даде мотивација за повторно да го пробаме. Можеме да се дружиме во средина која што ни одговара, бидејќи исто така и средината е многу битна и е добро да видиме каде се наоѓаме, односно дали станува збор некогаш за намалена самодоверба или средината ни го создава тоа чувство, бидејќи некогаш знаат тие две работи да се измешаат. Например, дете кое што постојано е критикувано во училиште, ќе биде дете кое што ќе се плаши да ја покаже својата способност, за разлика од дете кое што е постојано храбрувано и кое што ќе успее да го покаже својот потенцијал. Може прошетки да правиме, може да си дадеме време за себе, макар и кога мислиме дека го немаме, можеме да почнеме со мали чекори. Денеска 10 минути, утре 15 минути, нешто кое што ќе биде контакт со себе. Добро е да си правиме една себе рефлексија, да се прашуваме секогаш себе си, што е она што сега ми треба, што е она што јас можам да го променам, што е она што го можам, повеќе да го ставиме акцентот на она кое што го можеме и сакаме, наместо на она кое што оди со зборот не можам или не сакам. Дали ниската самодоверба би можела да се рефлектира, односно доколку ние не сме среќни на работното место, имаме ниска самодоверба, дали и врз останатите наши секојдневни активности таа може да се рефлектира? Може, да, затоа што ако не ми оди на работа или не се чувствувам добро на работа, во тој случај би имала некакво чувство на исполнетост, на фрустрираност, на тага и тоа чувство потоа се префрла на сите сфери и затоа тука би рекла дека е многу битно да мораме да работиме на тие емоции и на тие чувства, затоа што доколку не работиме и доколку ги потиснуваме, потоа ќе се појават во сите сфери. Реално мислам дека посебно ние младите сме многу зависници од социјални мрежи и постојано сме на телефони и гледаме разноразна содржина. Дали тоа што гледаме на социјалните мрежи може да ни ја зголеми или пак да ни ја намали самодовербата? Може и да ни ја зголеми и да ни ја намали, во зависност од тоа што ни е презентирано и што гледаме. Она лажна слика која што некогаш ја добиваме на интернет, она која што е среќен живот, често знае да направи споредба за тоа како ние живееме, што јас правам, јас ништо не правам и слично. Доколку пак го ставиме акцентот на нешто кое што не мотивира или гледаме некакви видеа кои што ни даваат некаква позитивна конотација или некаков позитивен фидбек или не мотивираат, во таа ситуација би можело да има позитивен исход од интернетот. Така да исто така тука би рекла дека доколку имаме некакво чувство на ниска самодоверба или споредба, добро е да не мораме веднаш да го исклучиме интернетот и да го кривиме за тоа кое што го гледаме, можеме само да се насочиме кон нешто друго. Тука е што е тука битно. Тука исто така може да си го поставиме прашањето кога нешто не ми се допаѓа или ми создава некакво чувство, што јас можам да направам за тоа. Не можам да го исклучам можеби интернетот и на сите да им забранам да седат. Можам да сменам нешто јас од тоа што сакам да го видам или да си го ограничам времето кое што го користам за интернет. Да се пренасочиме кон нешто друго. Да, тука би ги спомнала повторно децата затоа што нели тие се постојано пред екран и гледаат разни содржини.
Дали кај нив исто такво влијание има за зголемување или за намалување на самодовербата? Да, и кај нив и малку повеќе, бидејќи се уште немаат развиено и механизми кои што можат да ги одбранат од сето тоа што го гледаат и често знаат да се споредуваат или да сакаат да бидат кај некој друг. Така да и тука би нагласила дека е многу битно, особено кај децата, да имаат надзор од родителите и родителите се оние кои што тука треба да го ограничат времето или барем да зборуваат со децата, да ги следат децата, да бидат во комуникација со децата и да имаат одредено време колку ќе поминуваат на интернет, бидејќи често знаат да создадат една лажна слика за светот. А колку вие психолозите може да помогнете во зголемување на самодовербата кај децата и кај возрастните? Кога работиме со лица со намалена самодоверба, тоа е еден процес каде што клиентот има една безбедна средина каде што може да зборува гласно за сето на кое што го чувствува, може да заеднички да дојдеме до причините кое што ја создало таа намалена самодоверба, а кога ќе дојдеме до причините, потоа ќе можеме да дојдеме и до одговорите за тоа што понатака може и треба да направи, сака да направи клиентот. Заедно со клиентот се работи на себе прифаќањето, кое што е прв чекор до поголема самодоверба и на тој начин потоа самиот клиент преку методи и техники полека учи како да се сака себе си, како да се почитува себе си и како да продолжи. А кај децата дали е истиот процес? Да, исто. Има некои разлики кои што и кај клиентите е индивидуално, во зависност од има некои разлики кои што се клучни, така да би кажала дека има различни методи и техники преку кои што ние психолозите одиме низ процесот и со децата и со возрастните, за тие самите да стигнат до она кое што го сакаат и кое што им е потребно. Постојат ли некои вежби и техники за зголемување на самодовербата? Да, еве може да се почне чекор по чекор, како што кажав, например да поставам една цел која што ако сакам, еве би го споменала како активност вежбањето, кој што например многу често знаеме да се случува, велиме утре ќе почнам или задутре ќе почнам да вежбам, доколку например нашата слика во глава е дека треба да одам да вежбам саат време, па да се вратам, па да се истуширам, па да јадам, па патот додека стигнам, па додека се вратам, и сето тоа некако како да не демотивира за да почнеме да направиме нешто. Во тој случај можеме да се прашаме себе си што можеме во моментов, да си поставиме една помала цел, која што потоа ќе не донесе до поголема цел. Денеска ќе пробам да пешачам, па утре ќе пробам да трчам или не знам, една недела ќе пешачам, па после ќе трчам, па после или ќе почнам да вежбам дома 15 минути, без некакви очекувања дека нешто морам да направам или да го завршам или тоа мора да трае саат време или саат и пол или било што. Или со некакви големи очекувања од себе. Можат исто така да го замениме она кое што е реченица, например, ништо не знам, со тоа ќе научам, или нема да успеам, со тоа ќе пробам, со позитивни афирмации кон себе си, чисто да ги изговориме. Може да ни помогне визуализација исто така. Например, како се чувствувам кога би имала самодоверба, па може дури да си ја представат пред себе, да ја видат, да го доживеат тоа чувство на она кое што им недостасува, да видат колку е тоа силно, јако, затоа што некогаш кога ќе го дозволиме тоа, кога ќе си го дозволиме тоа чувство или ќе го доживееме, како да ни дава мотивација да го пробаме. Може исто така е многу битно да обрнеме внимание на тоа како се движиме. Има еден психијатар Милтон Ериксон кој што им давал на своите пациенти една вежба каде што им велел да излезат надвор да ги бројат светилките. Пациентите не знаеле зошто го прават тоа, но тоа им помагало во да бидат исправени и да ја креваат главата нагоре. Потоа се чувствувале многу подобро. Затоа е многу битно да гледаме и како се движиме, односно да го ставиме акцентот и на нашето тело и да дојдеме во контакт со тоа.
можеме да зборуваме доколку имаме некоја ситуација која што сакаме да ја надминеме, да ја пробаме, да ја кажеме некому, да застанеме пред огледало, да видиме како тоа ќе звучи, да ја ставиме пред себе, да се соочиме со низа, да видиме што е она кое што го имаме за да ја надминеме таа ситуација, што е на што ни недостасува. Некогаш е добро да направиме некоја алтернатива, некаков план Б, бидејќи таа алтернатива и тој план Б ни дава некаква сигурност дека ако паднам, пак ќе можам да се фатам за нешто и да станам. И целиот тој процес на самодоверба може да се свати како кога учиме да одиме. Дете кое што почнува да оди, прво лази, па потоа се застанува на нозе, па се фаќа, па се држи, па повторно паѓа. Така и ние луѓето сме во постојан процес на некакво учење и доколку паднеме, можеме повторно да станеме, да се фатиме за нешто и да продолжиме понатака. Сето тоа е поврзано со нашите очекувања. Колку ние имаме високи очекувања нели за нас, па толку на некој начин си градиме и самодоверба. Да, сега очекувањата исто никогаш знаат и да не разочараат, затоа е добро да ги видиме очекувањата кои што ги имаме. Можеби некогаш кога нешто сакаме да почнеме да правиме, да видиме да се прашаме повторно себе си што е на што го очекувам или што е на кој што го очекувам од некој друг и некогаш имаме очекувања од другите луѓе за тоа какви треба да бидат и слично. Добро е да ги видиме нашите очекувања и да видиме колку од тоа во реалноста можеме да го имаме, се случува или го имаме. Затоа што некогаш нашите очекувања не се секогаш исти со на кое што се случува во реалност или на кое што ни го даваат другите луѓе. Така, сега ние како личности, обкружени сме нели со нашите најблиски пријатели, партнери, како ние да помогнеме на некој човек кој што има ниска самодоверба? Може да се помогне со тоа што ќе се зборува отворено за тоа. Ќе се зборува за тоа, ќе го сослушувате, ќе се сослушува тој човек, таа личност, ќе има некоја средина во која што најчесто некогаш се мисли дека психолозите даваат совети. Поентата на советувањето и на психотерапијата не е советување, туку е на некаков начин клиентот сам да дојде до одговорот, бидејќи некогаш советот кој што ќе го добиеме од некого е нешто кое што можеби е негово, а не е наше. Затоа тука би нагласила дека еве во таа комуникација што некогаш ја имаме со луѓето е добро да видиме до која мера ќе советуваме, бидејќи некогаш тоа можеби е нешто кое што е наше, а не е нивно, затоа е добра е работата со психолог, бидејќи самите клиенти доаѓаат до одговорот што е најдобро за нив и на кој начин, бидејќи не секој начин е добар за сите и затоа постои еден индивидуален пристап кој што доведува до тоа. Твои совети како да се зголеми самодовербата? Па еве сето ова кое што досега го кажав, значи да запишувајте ги малите победи во текот на денот, почнете чекор по чекор, бидете нежни со себе, немајте преголеми очекувања од себе, некогаш и очекувањата од себе знаат да не разочараат. Може да се обидете да го замените зборот треба и мора со сакам, затоа што некогаш самото општество и некои општествени непишани правила кои што ги имаме во општеството и кои што ги гледаме не тераа да бидеме груби со себе и потоа да се критикуваме себе. Морам да се вработам, морам да завршам факултет, морам на толку години да направам тоа и слично. Секогаш е добро да одиме со тоа сакам, што сега можам, не со она што мора и што на кое што треба. Добро е исто така нешто кое што може да се направи е постојано секогаш ги имаме одговорите сите во себе, но не секогаш знаеме да дојдеме до нив или можеби нешто таму некоја случка или некој настан стои пред тоа за да знам што сакам да правам, ама можеби стравот не ми го дозволува тоа. Да се прашам што сакам, да си поставам прашање што ми треба. Со една себе рефлексија и со контакт со себе ќе дојдеме до некои прашања кои што потоа ќе не доведат до некои одговори, за да си себе помогнеме на тој начин. Ангела, ти благодарам на гостувањето. Фала ти и на тебе, Симона.
А вие, драги гледачи, не заборавајте дека од денес стартува нашата соработка со онлайн платформата Разговор МК. Од денес може да закажете разговор со било кој психолог достапен на платформата и да го искористите кодот за попуст. За да го направите тоа, потребно е да ја симнете нивната апликација и да го запишете кодот издиши се. Кодот секако ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. И за крај само да ви порачам дека не треба да се плашите да се соочите со вашите животни предизвици и секогаш треба да се борите за да не се изгубите во животниот процес. Најважниот момент од цел тој животен процес е да се фокусирате на љубовта, почита и разбирањето кон самите себе си. Прифатете се онакви какви што сте и бидете секогаш задоволни од себе. Не заборавајте дека не сте сами и секогаш може да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е она на психолозите. Тие ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни проблеми и животни ситуации.